Реформите ќе победат. Почитувани присутни, го повикувам на сцената лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски да ја представи пред Македонија изборната програма на ВМРО ДПМНЕ Манифест за реформи и развој. Почитувани гости, браќа и сестри, дами и господа, најпрво сакам да изразам огромно задоволство што пред себе гледам голем дел од луѓето пред кои беше презентирана преродба, изборна програма на ВМРО ДПМНЕ од 2006 година. После 4,5 години пред вас го даваме својот отчет, заветеното и сработеното. Ова беа години на макотрпна и упорна работа и поминавме многу како држава. ВМРО ДПМНЕ сака предизвици, но зар мораше да го добиеме најголемиот од сите, светската криза? Сепак, тие времења се позади нас и за тешкотиите не вреди да се зборува, освен ако не се извлече некоја поука од нив. А поуката е намалување на даноците на фирмите и воведување на 0% данок на добивка, воколку добивката не се распредели, како и зголемување на јавната потрошувачка преку разни форми, вклучувајќи и градежната експанзија, беа едни од главните антикризни алатки кои помогнаа да поминеме како што поминавме. Без оглед на противењето на опозицијата и црните сценарија кои ни ги предвидуваа во однос на буџетот, ние докажавме дека стопанството дише полесно со намалени даноци и давачки. И второ, докажавме дека буџетот може да издржи голем број развојни проекти, субвенции, зголемување на пензии и плати, но единствено ако се има ред во наплатата на даноците и на придонесите. Тоа е нешто што секоја модерна држава го има како приоритет. Тој приоритет овозможува стабилност, економско планирање, инвестиции и развој. Македонија таа стабилност денеска ја има. Не би сакал да бидам погрешно разбран. Јас сум и тоа колку свесен за тоа дека има уште многу работи кои треба да бидат реформирани и проблеми кои треба да бидат решени. Стандардот на граѓаните, отварањето на нови работни места, како и подобрувањето на квалитетот на живот, останува наш врвен приоритет. Работите не се идеални и никогаш не биле. Но она што го имаме денеска како состојба и покрај ударот на светската криза е многу повеќе од она што го имавме пред 4,5 години. Тоа е факт. Она што ми го поставуваат како прашање е зошто започнавте толку широк фронт на реформи во образованието, во културата, даночната политика, креирањето подобра клима за правење на бизнис, земјоделието, зафати во инфраструктурата, изградба на социјални станови, спортски арени и така натаму. Ова е мојот одговор. Македонија немаше друг избор. Не е возможно работите да стојат на исти позиции 15 години. Внимавајте, 15 години. Да не се субвенционира сериозно земјоделието, да не се легализираат дивоградбите, да не се откупат дворовите, да не се распредели обработливото земјиште, да не се намалат давачките и даноците,
да не се зголемат пензиите, платите, социјалната помош, а да се зборува дека тоа е повеќе од неопходно. И толку. Многу празни зборови без многу конкретни дела. Без храброст да се потргнат проблемите кон решение. Македонија го има тоа движење денеска. Тоа е најважно. Денеска, почитувани присутни, стојам пред вас и го имам во својата рака отчетот за 1185 завршени проекти или проекти во завршна фаза. Значењето на оваа програма, на природбата за која што го дадовме отчетот, е огромно. Со неја ја освоивме довербата на граѓаните во 2006 и ја потврдивме во 2008 година. Ова е програма која до денешен ден ја ужива поддршката на најголем дел од граѓаните на Република Македонија. Но значењето на оваа програма е исто така исклучително во политичката култура на нашата земја. Природба е прва изборна програма која беше исполнувана точка по точка, со обврзување на прецизни рокови. Имајќи ја пред себе, имаме точен увид каде е постигната зацртаната цел, а каде не се испочитувани роковите. Таа е пример за одговорност во политичката комуникација. Нешто што беше тешко да се замисли во 90-тите. Таа политичка одговорност ќе мора да биде составен дел на секоја политичка понуда во иднина. Повеќе никој нема да може да ја добие честа да раководи со државата без да се обврзи со конкретна програма, со конкретен план и конкретни рокови. Нешто за што ќе може да се оцени неговото работење и неговиот успех или неуспех. Тоа е наследството од оваа реализирана политичка гаранција. А сега, почитувани, да погледнеме кон иднината. На Македонија и е потребно довршување на започнатото, но уште поважно, потребни се и нови и свежи идеи. Нашата нова програма, Манифест за реформи и развој, нашата нова програма ја нуди свежината на над 1200 нови проекти за Македонија. Тргнавме од максимата дека секогаш може и мора подобро. Манифест за реформи и развој е усовршена програма, базирана на позитивните и негативните искуства од природбата, која треба да даде побрзи резултати во економијата и развојот на општествениот живот. Незините проекти навлегуваат и придонесуваат во речиси секој сегмент на животот во Република Македонија. Со нив се спроведува активна грижа за речиси секој дел, секоја група на нашето население. Токму затоа и ја насловивме со името Манифест за реформи и развој, како документ кој се испраќа до сите и им припаѓа на сите.
Документ во чија подготовка беа јавно поканети да учествуваат сите и многу граѓани го прифатија тој предизвик и дадоа многу идеи. И јас им благодарам за дадените идеи и за вложениот труд. Документ кој содржи цврсти ветувања на кој може да се базира и изгради еден вистински развој на државата и на доброто на поединецот. Имаше моменти кога не оспоруваа, кога не пукаа, притоа не бирајќи ни средства, ни зборови. Мојот одговор на сите нив, на сите оние кои што викаа не, не и не, е ова. Еве го нашиот одговор. Ова е нашиот одговор. Ова е нашата предност. Ова е она во кое веруваме, кон што се стремиме. Модернизација, реформи и развој. Она што јас сакам да го потенцирам од програмата е дека продолжуваме како и досега со намалување на даноците и придонесите. За разлика од нашиот политички конкурент, кој во својата најава вели дека ќе оди со прогресивно оданочување, што практично ќе значи изголемување на даноците, ние продолжуваме со политиката на ниски даноци и дополнително намалување во сферите каде тоа е можно и каде би се почувствувал ефект на животниот стандард на граѓаните. Го укинуваме данокот на сите мали и микропредпријатија, трговци со годишен приход до 3 милиони денари. За нив целосно го укинуваме данокот. Го намалуваме ДДВ-то за туристички услуги од 18 на 5%. Го намалуваме ДДВ-то на сурово масло за јадење од 18 на 5%. Ги намалуваме придонесите за здравствено и пензиско осигурување. Намалуваме на голем број царински стапки за одделни репроматеријали и производи, како подршка на земјоделието, како подршка на индустријата, на транспортот и на други сектори. За разлика од нашиот политички конкурент, ние нема да запреме со субвенционирањето на земјоделието. Напротив, тоа ќе расте од година во година. Ниту ќе застанеме со распределбата на земјоделското земјиште, ниту ќе застанеме со изградбата на патишта, на водоводи, на енергетски објекти, аеродроми. Нема да дозволиме платите, пензиите и социјалните помошти да останат незголемени. Нема да запреме со реформите на администрацијата и судството. Нема да запреме со информатизацијата на општеството. Нема да запреме со подршка на бизнисот и на компаниите, со подршка на извозот. Нема да запреме со нови чекори за привлекување и подршка на инвеститори кои отвораат нови работни места. Нема да запреме со нови проекти во образованието и науката, во екологијата и транспортот. Нема да запреме и дури и ќе ги засилиме мерките за подршка на туризмот, со пошумувањето, на поддршката на деца без родители, поддршката на лицата со хендикеп и другите ранливи категории на лица, поддршката на нашите сограѓани од ромската популација. Нема да запреме со ширењето на идејата за спортот наместо пороците кај младите, со намалувањето на трошоците на сите кои сакаат да учат и да се стекнат со ново знаење, со поголемо знаење. Ниту пак ќе запреме со поддршката на лекарите, но и добавката на опрема во здравството потребна за сите граѓани и сите идни пациенти.
Нашата цел е градење соживот на здрави темели, на искреност и на доверба. Нашата цел е членство во Европската Унија и во НАТО, а тоа е можно само со реформи и со многу работа. И конечно, за разлика од нашиот политички конкурент, ние нудиме остварливи проекти и мерки, бидејќи знаеме дека наша ќе биде одговорноста да ја водиме земјата во наредните 4 години. За нас зборот е голема одговорност, а ветувањето не ни излегува лесно. За она што ќе го ветиме, ќе направиме се, повторувам, се, за да го оствариме. Ако во 2006-та велев дека гаранција за ветеното е мојот учинок како министер за финансии, кога беа ветени и остварени крупни проекти во полза на граѓаните и државата, како што беа денационализацијата, враќањето на старите заробени девизи, воведувањето на ДДВ, фискализацијата, реформите на платниот промет и многу други ветени и реализирани проекти, денес, 4,5 години подоцна. 4,5 години од функционирањето на оваа влада, предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Како гаранција дека ова нова програма, манифестот за реформи и развој, е овој отчет и ова сработеното во минатите 4,5 години, овој пат не само од мене, туку и од министрите, директорите, пратениците и голем број други функционери, десетици, стотици луѓе кои што влегоа во тимот, кои што ги сработи и ги оствари најголемиот дел од работите што ги ветивме во 2006 година. Денес веќе гаранција за новата програма дека таа ќе биде реализирана се оние 1185 ветени и остварени проекти во минатите 4,5 години. Тоа е гаранција. Не постои посилна гаранција од делата оставени за себе. Тие дела не прават различни од СДСМ. Да, точно е дека од СДСМ можете многу полесно да извлечете некое ветување за решавање на некој проблем. Ама и точно е широко распространетото мислење и верување дека кога ВМРО ДПМН ќе ви вети, тоа значи и дека ќе се реализира. Затоа, почитувани присутни, потешко ветуваме, но се држиме до зборот кога ќе дадеме ветување. Затоа и подолго работевме на подготовка на програмата. Од и за нас, од денес, ова не е програма. Ова е крупна обврска за нас. А од 6 јуни, оваа програма ќе ја чувствуваме како секој од нас да сме взеле кредит и сме заложиле се што имаме. Мора денонокно да работиме, за да ја оправдаме довербата и да не ги разочараме граѓаните. И јас нема да останам мирен, додека не го реализираме ветеното. А верувајте, кога јас не сум мирен, не ги оставам на мир ни министрите, ни директорите. Ниту државните секретари, ниту администрацијата. Која што ќе треба да учествува во реализацијата и во остварувањето на ветеното.
Не толку заради тоа дали ќе ги добиеме или не наредните избори, туку повеќе заради образот и заради честа. Изборите се добиваат и се губат. Образот и честа една се губат. Затоа нема да дозволиме и наредните 4 години да не го оствариме она што сме го ветиле. Благодарам. Почитувани присутни, тоа е разликата во пристапот на политиката помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Навистина, постои голема разлика помеѓу нашата и нивната политичка понуда. Без оглед што сега СДСМ ќе се обиде најпрвин да ја искомпромитира, а потоа во одредени делови и да ја искупира по некои од нашите принципиелни ставови, како што е, например, она од претходната програма, ставот за референдумското изјаснување за името на државата. Разликата е толку голема што овие избори повеќе наликуваат на референдум. На едната страна ќе биде нашето да, на другата страна нивното не. Или реформи и развој, или вечна транзиција. Сите вие ќе бидете исправени пред изборот. Да се градат патишта, да се градат училишта, да се градат спортски сали, да се градат социјални станови и куќи, да се градат згради за институциите, да се грижиме за речиси секој дел од нашиот народ, да се спроведат реформите во судството, да се спроведат реформите во образованието и во администрацијата, да се поделат субвенции за земјоделците, да се исполнува програмата и ветувањата дадени пред изборите, да се даде отчет во текот на сето време додека се води државата и на крајот на мандатот. Или не се гради, не се реформира, не се исполнува ништо од ветеното, не се дава отчет за сработеното, не се оди никаде, особено не напред. Убеден сум, почитувани присутни, дека реформите се единствениот начин Македонија да победува на сите полиња и да се развива. Тој широк фонд на поддршка кој се оформува кај граѓаните е нивен најсилен заштитник и гарант за успех. Реформите се прифатени и граѓаните знаат дека тие се единствениот начин да се подобри квалитетот на живот, да се охрабрат и привлечат инвеститорите да отворат нови работни места. Во Македонија ниту еден од нас ја нема комоцијата да изгуби ден повеќе, а камоли година. Само заради реформите, ние, како движешка сила и после 4,5 години, ја имаме убедливата предност во поддршката на граѓаните. Клучот за тоа се реформите, почитувани присутни. Со реформите Македонија победува и секој од вас ќе има дел во таа победа. Бидејќи само со вас, со вашата поддршка и со вашата енергија, реформите ќе победат. А сега, почитувани, ве поканувам со внимание да ја проследите презентацијата на програмата Манифест за реформи и развој. Ви благодарам. Да живее Македонија!